Денес ќе промовирам нов проект, кој не е само додадена вредност во земјоделието, туку има и силна социјална, но пред се економска вредност и предности. Миграцијата село-град е глобален предизвик, а која во Македонија започна во 60-тите години на минатиот век. Во последните неколку децении зема и сериозен замав. Луѓето преселени во градовите, дури и по цена да останат без работа или да немаат свој дом и да живеат под кирија, се задржуваат, запоставувајќи ги можностите и капацитетите кои ги нуди селото. А пред се, тие се состојат во можностите за развој на бизнис и занимавање со земјоделска дејност. Една од причините поради која тие се откажуваат од таквата можност е потребната подршка, која е неопходна за почетокот. Затоа ние ќе отпочнеме со нов проект. Проект кој што е насловен "Од град во село за нов почеток". За таа цел ќе понудиме исклучително поволен пакет на мерки и бенефиции, кои што ќе се состојат од парични средства за купување, изградба на нова или реконструкција на стара или веќе постоечка куќа на село, бесплатно државно земјиште за работа и користење на бројните мерки кои преку програмите им стојат на располагање на земјоделците, а кои се однесуваат пред се на субвенции за набавка на земјоделска механизација, еднократна парична помош во рок од 18 месеци потребна за почеток со работа и обезбедување на екзистенција, како и 80% подршка за изградба на систем капка по капка, доколку се занимава корисникот со обработка на почва и растително производство, или 80% подршка за набавка на високо приносен добиток, изградба на бунари, како и можност за бесплатни пасишта за оние кои што ќе се одлучат за сточарство, и редица други поволности, на кои ќе се задржам подоцна во презентацијата на мерката. Нашата цел е преку проектот "Од град во село" за нов почеток, обезбедување услуги кои во комбинација со веќе достапните мерки и активности што се нудат преку програмата на владата на Република Македонија, ќе стимулираат враќање на животот во селата и унапредување на социо-економските услови за живот во руралните средини во Република Македонија. Истовремено, давање на една шанса повеќе, ова е една шанса повеќе, на оние кои се невработени или пак имаат многу ниски примања во семејството. Овој проект ќе се однесува на следните категории на лица. Прво, лица кои преходно мигрирале од село кон град и се уште имаат имот на село. Второ, лица кои преходно мигрирале од село кон град, но не го задржале имотот на село. Трето, невработени лица од град или пак вработени, но со многу ниски примања, чии вкупни месечни примања за целото семејство не ја надминуваат просечната бруто плата од 30.074 денари, односно нето плата од 21.813 денари како вкупен приход во семејството. Секој корисник на проектот "Од град во село" за нов почеток ќе добие пакет на бенефиции и на подршка, или поконкретно. Прво, субвенционирање, подршка, помош за трошокот за купување или реновирање или градба на куќа до најмалку 6.000 евра. До најмногу, се извинувам, 6.000 евра. Висината на оваа субвенција се одреди по истражувањето направено на цената на куќите во селата, која е далеку пониска отколку во градовите, пред се заради немањето побарувачка за нивно купување и миграцијата село-град. Значи, првата мерка во пакетот е субвенционирање на трошокот за купување или реновирање или градба на куќа до најмногу 6.000 евра.
Оние кои веќе имаат куќа на село, ќе може субвенцијата до 6.000 евра да ја искористат за реновирање, за доградба, надградба или на самата куќа, или на земјоделски објекти како плевни, штали, магацини, складишта, силоси и слично. Второ, добивање на бенефиции за добивање на државно земјоделско земјиште до 3 хектари бесплатно. Секој кој ќе одлучи да се пресели на село, преку оваа мерка која денес ја промовираме, доколку се одлучи за обработка на земја и садење растенија, ќе добие 3 хектари земја за обработка бесплатно. Доколку корисникот изрази желба за повеќе земја од 3 хектари, ќе има можност во рамките на постоечките законски решенија, односно огласи, кои се под стандардни услови, да добие дополнително државно земјоделско земјиште, односно она кое што е веќе објавено како можност, 120 евра од хектар за прва и втора класа земјиште, 90 евра од хектар за трета и четврта класа, 60 евра за пета и шеста класа и 30 евра за седма и осма класа годишно. Значи, овие суми се годишна концесија. За оние кои што ќе сакаат повеќе од 3 хектари, до 3 хектари би добиле бесплатно од државата без да ја плаќаат концесијата. Трето, се предвидува и доделување на еднократна месечна субвенција, помош, односно парична помош за почеток за прилагодување кон животот на село, во висина од 15.000 денари месечно, во тек од 18 месеци, првите 18 месеци, или вкупно 270.000 денари. Ова е особено значење за стабилизирање на семејството. Ова е големо значење семејството на почеток кога ќе се пресели на село, да има одредена сигурност за првичниот период, за стабилизирање, екзистенција и почетен капитал за подршка во развојот на бизнисот. Ова треба да ја осигури екзистенцијата во периодот додека не стигнат и првите приходи од земјоделската дејност. Сите знаеме дека земјоделската дејност не дава приходи од денес за утре. Потребно е време да се насади, да се одгледува, да се исчека, да се набери, да се продаде, да се земат средствата, па да почне нормално да се живее. Четврто, посета на задолжителни обуки за предприемништво, започнување и водење на собствен бизнис, како и специализирани бизнис обуки за земјоделство и најдобри земјоделски практики. Ова е особено значено за оние кои за прв пат започнуваат со земјоделски бизнис или за оние кои што можете малку се занимавале со земјоделски бизнис и имаат само мали или површни познавања. Преку Агенцијата за вработување, откако ќе биде распишена тендерска постапка, ќе биде избрана специализирана агенција, која ќе врши специфични обуки за развивање на предприемачкиот дух и знаење. Истовремено ќе биде искреирана и посебна програма за стекнување и обуки и знаења од областа на земјоделството. Ние не сакаме луѓето да се преселат и заради одредено непознавање на земјоделските практики или непознавање на водење на бизнис, сметководство и слично, по година-две да процена дека не може да се справат со тоа. Затоа ќе има задолжителна обука за секој кој ќе ја користи оваа мерка, за да му помогнеме да знае да управува со средствата кои што ги добива од државата и да управува со својот бизнис и со своето земјоделие. Пето, на располагање ќе биде и ново промовираниот проект за ангажирање на професионални земјоделски советници, кој го најавивме како дел од проектот на земјоделски мерки. Шесто, други поволности кои стојат на располагање во рамките на постоечките програми е користење на новата мерка од 80% подршка од државата за инсталирање на систем капка по капка за најмногу до 50 хектари и 80% подршка за изградба на бунари. Со воспоставување на механизмот капка по капка ќе се овозможи дополнително зголемување на приносот за 2, 3 или повеќе пати, што ќе значи изголемување на приходите за неколку пати. Седмо, за лица кои се заинтересирани да се занимаваат со сточарство, ќе може да искористат ново промовираната мерка
за 80% подршка од државата за набавка на високо приносен добиток, со што исто така за неколку пати ќе го зголемат приносот и ќе обезбедат зголемени приходи. Максималната вредност на прифатливите трошоци ќе изнесува до 10 милиони денари за по корисник, финансиски средства со кои може да се набават и до 100 крави Холштаин или 1000 високо приносни кози или 800 високо приносни овци. Осмо, ќе се овозможи и мерка бесплатна концесија за пасишта, која што ќе биде наменета единствено за корисниците на овој проект, и тоа за крупен добиток 1 хектар по грво, најмногу до 5 грва, односно 5 хектари, а за ситен добиток 0,2 хектари по грво, најмногу до 50 грва ситен добиток, односно 10 хектари. Девето, достапна е помош, нормално ако некој сака да одгледува повеќе добиток и да си го набави преку програмите, останатите пасишта ќе може да ги добие под постојните услови за концесија на пасишта. Но до овој износ на хектари и на добиток ќе добие без да плаќа концесија, ќе добие земјиште за пасиште. Девето. Достапна е помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност. Таа е достапна и сега, и таа ќе може да се доделува на секој млад земјоделец кој за прв пат започнува да се занимава со земјоделска дејност. Станува збор за неповратна финансиска подршка во висина од 600.000 денари или 10.000 евра. Значи, секој што ќе се одлучи на тоа е до 40 години, треба да смета и на тоа дека државата овозможува бесплатен грант од 10.000 евра за оној кој што ќе почне прв пат да се занимава со земјоделие, за реализација на инвестициски план на корисникот за период од најмногу 3 години. Значи, во 3 години треба да ги инвестира тие 10.000 евра. Право да аплицираат за овој вид на подршка имаат лица со возраст од 18 до 40 години. Овие пари може да се искористат за дополнителна набавка на добиток, изградба на фарми, приклучна механизација и слично. 10. Исто така достапна е и финансиска подршка во висина од 50%, кофинансирање од вкупната вредност на инвестицијата за подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора, фацелија, еводија и багрем на нови површини. Кофинансирањето се зголемува на 55% ако носител е млад земјоделец, на 60% за подршја со ограничени можности, на 65% ако е млад земјоделец во подршја со ограничени можности, ако едното и другото го исполнува, и 75% доколку инвестицијата е во недостапни рурални заедници. Поддршката се доделува врз основа на реализирани инвестиции за набавка на садници, набавка на потпорна конструкција, услуги од трети лица за подготовка на почвата и садење на садниците во висина до 2,5 милиони денари по корисник. 11. Финансиска поддршка во висина од 50% за набавка на трактори и земјоделска механизација за житни и индустријски култури во висина на поддршка до 3,5 милиони денари по корисник. Кофинансирањето се зголемува за 55%, на 55%, ако носител е млад земјоделец, на 60% за поддршка со ограничени можности, на 65% ако е млад земјоделец во поддршка со ограничени можности и 75% доколку инвестицијата е во недостапни рурални заедници. Значи, ова е финансиската поддршка во висина од 50% за набавка на трактори и земјоделска механизација за житни индустријски култури во висина од 3,5 милиони денари по корисник. 12. Финансиска поддршка во висина од 50% кофинансирање од вкупната вредност на инвестицијата за набавка на пчелни матици и опрема во пчеларството. Кофинансирањето се зголемува на 55% ако носител е млад земјоделец, на 60% за поддршка со ограничени можности, на 65% ако е млад земјоделец во поддршка со ограничени можности и 75% доколку инвестицијата е во недостапни рурални заедници. Поддршката се доделува за набавка на пчелни матици,
набавка на рамки и сандаци, набавка на опрема за одгледување на пчели, услуги од трети лица за изградба и инсталирање на опремата. Максималната вредност на поддршката е до 600.000 денари за набавка на пчелни матици и до 800.000 денари за набавка на опрема во пчеларството. 13. На корисниците ќе им стои на располагање можност за организирање во задруги, а со тоа и можност на повисоки субвенции за 7 или 15%, помеѓу 7 или 15%, доколку во местото каде што го прават земјоделието се удружат во некоја задруга. Тогаш субвенциите им растат. Преку ИПАРД програмата, за оваа категорија на лица на располагање се и повеќе мерки, повеќе други мерки, меѓу кои набавка на трактори и останата приклучна механизација за овоштарство, лозарство, сточарство и градинарство. Изградба на објекти за чување на земјоделската механизација и опрема. Изградба или реконструкција на објекти за постбербени активности, објекти за подготовка, пакување и складирање и слично, како и опрема за подготовка за сортирање, саламурење, чистење, миење, сушење, сортирање, за развадување, ладење и замрзнување. Изградба, реконструкција и модернизација на пластеници, стакленици, за производство на зеленчук и расадници за саден материјал за зеленчук. Изградба или реконструкција на фарми за одгледување на животни, како и помошни објекти и објекти за молзење, одгледување на подмладок и оплодување, работни простории, вклучително и обезбедување на инфраструктура на фармата. Изградба и реновирање на недвижен имот во однос на складови за крма и сточна храна, силажа, сено и штали за зрнеста храна, силоси, вклучително и опрема за подготовка на крма, ракување, пакување и складирање. Инвестирање во изградба и реконструкција на објекти за воспоставување и модернизација на преработка на капацитетите за преработка на храна и производство на традиционални модерни прехранбени производи. Набавка на машини и опрема за преработка, пакување, етикетирање или складирање. Се овие дополнителни можности кои може да се искористат преку ИПАРД агенцијата. За овие мерки, согласно условите од програмата, се финансираат 50% од вкупната вредност на прифатливите трошоци, а за некои инвестиции тој процент може да достигне и до 75%. Почитувани присутни, луѓето кои што ќе може да го користат проектот од град во село за нов почеток, се брачни парови, каде постариот партнер е на возраст најмногу до 45 години, а предност имаат оние што се со повеќе детни семејства. Потребно е да имаат конкретна бизнис идеја за самовработување и што има потенцијал да генерира нови работни места. Проектот се однесува за населување на селата кои се до 500 жители. Корисникот ќе има обврска 10 години да не смее да го отуѓува имотот, ниту пак да ја намали неговата почетна вредност. Корисниците се обврзуваат да живеат најмалку 15 години на село по започнување на користењето на условите од проектот. Истовремено, со цел да се одбегнат злоупотреби, ќе бидат формирани и комисии кои ќе вршат надзор на спроведувањето на самиот проект и проверки на терен на редовна основа. Бидејќи се располага со ограничени ресурси во поглед на расположивото обработливо државно земјоделско земјиште и пасишта, државата, односно владата, преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, дополнително ќе објави во кои села ќе понуди ваков пакет, зависно од тоа каде има слободна земја или пасишта, но истовремено нашата интенција ќе биде да се искористи максимално она што е на располагање. Проектот кој што е исклучително поволен ќе се применува 2 години, односно ќе започне од јануари 2017, а ќе заврши во јануари 2019 година. Затоа апелирам што повеќе луѓе да се пријават да искористат оваа можност и во тој период да ги исклучат договорите со државата. Сега нешто околу вредноста на проектот.
Наша интенција е да се искористат огромните потенцијали кои што ги нуди македонското село. Целта се селата до 500 жители, односно оние кои што се со помалубројни жители, бидејќи тие се на границата на целосно иселување. Истовремено, ова представува неповторлива можност за оние кои што се преселени и живеат во град, а особено што имаат некакви ресурси во местата од каде потекнуваат. Например, собствен имот, стара куќа или пак некаков земјоделски капацитет кој има некаков потенцијал да биде рестартиран. Ова е шанса и за оние кои се невработени, а живеат во град. Еве шанса, преку својот труд, со исклучителна подршка од државата, да дојдат до свој дом, до своја работа и бизнис за семејството на село. Државата нуди работа, нуди дом и исклучителни поволности за подршка на собствен бизнис на село. Сега зависи од потенцијалните корисници, од храброста, решителноста, но и знаењето и волјата за работа на секој поединец кому му е потребна подршка. Како што кажав, ова е уште една можност плюс за овие категории на лица. Ваквите проекти, како што е проектот од град во село за нов почеток, се применуваат и во други земји во светот. Пакетот на мерки кои што се нуди е различен од зависност на поднебието за кое се однесува. Па така, во земјите во Европската Унија, во делот од заедничката земјоделска политика на Европската Унија, што се однесува на рурален развој, предвидува мерки за обнова на куќи во руралните средини и овозможува 50% поврат на инвестираните средства. Со таа разлика што овие куќи е предвидено да бидат наменети за туризам, односно за развој на селски туризам. Во Србија, поточно во Војводина, неколку години поред се обезбедува годишен фонд за подршка на млади брачни парови на возраст до 40 години за купување на куќа на село. Брачните парови што аплицирале на мерката се обврзани да живеат 10 години на село и исто толку време не смеат да го отуѓуваат имотот. Друг услов е да немаат други недвижности на своје име, но и пакетот не предвидува давање на земјиште. Уште еден услов за брачните парови кои купуваат куќа на село е дека истата не смее да чини повеќе од 12.000 евра. Дополнително, куќата што се купува мора да биде веднаш вселива, односно да биде во добра состојба за живење. Во Словенија пак, државата обезбедува средства кои ги дава на општините кои пак ги користат за инвестиции во инфраструктурата. Има и други пакети на поволности. Во Канада, државата обезбедува бесплатна рента на објекти за домување во рурални средини, како и кредити со пополна ставка. Значи, ја плаќаат киријата на некој ако сака да се пресели во село, или пак му возможуваат подобри кредити со пополна ставка. Во Соединетите Американски држави, таму се има обезбедено програма за стекнување на дом во рурални средини или за реновирање и обнова на дом. Австралија обезбедува стимулации и дополнителни плаќања за земјоделци кои живеат во рурални средини. Заклучокот е дека секоја држава го нуди она што смета дека ќе ги задржи луѓето на село. Дополнително, во моделот кој ние го обмисливме, има и развојна компонента, која е носечка, а тоа е отпочнување на собствен бизнис и можност за сигурна екзистенција. Почитувани, ова е нов мегапроект, кој ќе биде дел од нашата програма. Со ова заокружуваме 5 значајни проекти, кои се од областа на земјоделството или се поврзани со земјоделството и се дел од нашата понуда. Во изминатиот период од неколку недели промовиравме 4 значајни мерки за земјоделството. Мерките за 80% за подршка на системот капка по капка и изградба на нови бунари. 80% за подршка на набавка на високо приносен добиток. Мерката за ангажирање на професионални земјоделски советници, како и изградбата и функционирањето на агробизнис зона Македонија, што во голема мера ќе значи добивање на посилна конкуренција, посигурен откуп по пазарни цени, мерки кои представуваат нова додадена вредност за земјоделците, за оние кои се бават или во иднина ќе се бават со земјоделие. Спроведувањето на овие проекти слободно може да се каже дека ќе представуваат нова епоха
ново поглавје во развојот на земјоделството. Преку овие мерки директно работиме на влегување во нова фаза која значи избогатување, поголеми приходи за земјоделците. Ке има уште многу други проекти, како во земјоделството, така и во останатите сфери, со конкретни рокови и со план за реализација. Ние ќе продолжиме да работиме за граѓаните и она што значи решавање на нивните проблеми, поквалитетен живот и давање на повеќе можности за секој граѓанин на Македонија. Ќе продолжиме да инвестираме во земјоделието и секогаш ќе бидеме и ќе останеме најдобар партнер на земјоделците и не оние кои во иднина ќе се одлучат да станат земјоделци.